По 8 часот, нова тема со нов соговорник во студиото 3 на Македонската телевизија, која што е актуелна и за која што секогаш треба гласно да говориме. Во време кога менталното здравје на младите станува се позагрижувачка тема, училишните психолози алармираат дека се повеќе млади се исправени пред сериозни предизвици кога станува збор за нивното психолошко здравје, но и недостатокот од едукација, како и зборувањето гласно на оваа тема е сериозен проблем. Кампањата Твоја приказна наша поддршка, што ја спроведува граѓанската организација Младите можат, не само што ја адресира оваа потреба, туку и потикнува активен диалог меѓу средношколците, професорите и стручните служби во училиштата. На кој начин го прави тоа, утрово дознаваме од нашиот гостин, соговорник Филип Ивковски, програмски координатор на Младите можат. Филип, добро утро и добро ни дојде во Македонија наутро. Добро утро и благодарам на поканата. Кампањата доаѓа во исклучително значајно време, бидејќи последниве години, за жал, имаме пораст на случаите со анксиозност, депресија, меѓуврсничко насилство кај младите. Да, дефинитивно. Ние како организација веќе 8 години работиме на темата ментално здравје, пред се особено со средношколците го таргет група, така што трендовите ги следиме низ годините, но дефинитивно од пандемијата наомо, дефинитивно мислам дека се истакнува се повеќе потребата за поинаков пристап спрема менталното здравје, генерално спрема целокупното здравје кај нас, па и особено кај младите. Статистиките за жал се во негативен тренд поврзани со менталното здравје кај младите, се зголемуваат стапките на анксиозност, стапките на страв, непријатност, стравот од да не останат осамени, да се социјално исклучени и така натаму, така што дефинитивно не мора да гледаме само низ бројки, би кажал статистиките, туку да сатиме дека тоа се луѓето меѓу нас, тоа се нашите пријатели, нашите колеги, нашите деца, така што дефинитивно треба да бидеме свесни дека се тоа што е ментално здравје и што представува предизвик не е толку апстрактно, не е толку далеко од нас, туку навистина е многу често и се случува. Еден од начините како да актуализираме темата е да го правиме ова, да говориме гласно, но се чини дека и по толку месеци, години зборување гласно се уште не е доволно, бидејќи голем дел од младите не се охрабруваат да се борат за себе и да говорат гласно за себе. Зошто е тоа така, Филип? Се уште се стигматизира? Ја би кажал дека се два фактори тука. Прво да, се уште е стигма менталното здравје, можеби во различни средини и различно ниво, на различно ниво е стигмата. Дефинитивно имаме малци меѓугенерацијски јас меѓу младата генерација и повозрастната генерација, што представува ментално здравје, што представува грижа за ментално здравје. Но од друга страна треба да сме свесни дека се многу ограничени ресурсите за кои што младите, па општо од населението може да се грижи за своето ментално здравје. Според ограничени се ресурсите на училишни психолози, општо психолози, услуги од јавното здравје и така натаму, зашто услугите од приватната пракса од друга страна се со повисоки цени кои што дефинитивно не се секогаш достапни за секој млад човек. Целта на кампањата е да ги потикне младите на гласно говорење. Во истата се вклучени бројни професионалци во образовниот систем. Како ќе го правите тоа, како ќе се спроведе? Да, целата идеја на кампањата не е толку веќе да потикнеме, односно да срушиме стигмата меѓу младите, туку баш кој ќе видите на социјалните мрежи целата приказна на кампањата се раскажа од перспектива на средношколци. Тука е веќе што средношколците сакаат и што очекуваат од конкретното училиштето како институција во која што поминуваат поголем дел од своето време во текот на денот. Ние започнавме со активности пред се преку врсничка едукација моделот, но после тоа сативме дека е потребно по-големо системско решение и започнавме со едукација на класните раководители, училишните психолози како да работат на она што се вика образование за ментално здравје, односно како да потикнуваат позитивна клима во училиштата. И токму преку тоа системско решение сакаме да го адресираме сега преку кампањата пред носителите на одлуките, пред Министерството за образование и наука, како тие да донесат соодветна програма која што ќе биде практично применлива во рамки на образовниот систем. И целата идеја на твоја приказна наша поддршка е дека секој млад човек има своја уникатна приказна поврзана со менталното здравје, а поддршка треба да биде наша. Кога збориме наша, збориме на нас како пријатели, како професионалци, понатаму на училиштето, на родителите и генерално целокупната заедница. Идејата е да се поттикнат надлежните институции да инкорпорираат образование за ментално здравје во рамки на училишните програми. Тука предпоставувам дека се потребни многу реформи. Ако поидеме од тоа дека голем дел од младите велат дека психолозите во училиштата имаат само репрезентативна улога и многу малку се работи на вистина ова што го зборуваме во моментов.
Да, за жал се уште постои тој тренд поврзан со училишните. Честни исклучоците се разбира. Да, дефинитивно честни исклучоците, зашто има професионалци со кои што соработуваме, кои што се навистина позитивен пример во средината, односно во училиштето. Но за жал се уште постои онаа слика дека училишниот психолог е некоја личност вработена во училиштето која што е заробена во администрација, која што нема доволно време се посвети на учениците или пак која се користи како педагошка мерка или казна ако не се мира одика и психологот. И дефинитивно треба тоа полека и таа стигма би кажал да ја срушиме, и тоа од страна нас како младина, од друга страна и од самите училишни психолози дека и они треба полека да менуваат сликата за самите нив. Но треба да сме свесни дека постојат училишта кај што и нема училишни психолози, можеби има некој професионалец со сродна професија, дали тоа е социолог, педагог или можеби нели специјален едукатор. Но од друга страна треба да биме свесни дека имаме училишта кај што има над 1000 ученици, а еден училишен психолог, што мислам дека објективно не е возможно самиот да може да одговори на потребата на толкав број на ученици, така што ние пробавме програмата малку да ја сведеме пониско, односно со класните раководители. Тие не работат толку на директни интервенции, туку работат повеќе на превенција, на јакнење на класот како заедница, како да се грижат за себе, како можеби да воочат дали имаат некаков предизвик, дали на лично или пак на колективно ниво. Класно да биде тој што нема на класен час да зборува за изостаноци, за оправдани, неоправдани, за лоши оценки, туку стварно ќе ги отвара важните им поврзани со менталното здравје. Се извинувам, во нешто ќе упадна во зборот. Не знам дали знаете, во една скопска гимназија психолог е класен раководител на цел клас. И тоа кај родителите на прва беше изненадување како психолог во едно училиште е класен раководител. Мене ми е одлична идејата психолог да биде класен раководител. Не мора тоа да е предметен професор. Убаво би било, да, зашто можеби пристапот во работа со класот ќе биде поразличен, но од друга страна мислам дека може ќе се лимитира и неговото време за да може нели да одговори на другите. Ја гледам дека училишниот психолог можеби многу повеќе би требало да работи со класните раководители останатите во примена нели на соодветна методи и техники за работа со класот, да биде би кажал стручна поддршка на наставниот кадар, за да може на крај колку што е можно повеќе информации и нели корисни совети да стигнат до учениците. Така. Дел од кампањата е важна онлайн анкета, каде што може да се напишат ставови, односно учениците да ги изразат своите ставови за тоа како треба да изгледа на улична средина која што го поддржува менталното здравје. Што коментираат? Кои се ставовите до сега? Да, кампањата започнавме пред не повеќе од 2 недели и токму така идејата е да го слушнеме мислењето на средношколците, иако веќе 7 години имаме доста направени анализи и сме свесни што е случено, би сакале уште еднаш да ги вклучиме дефинитивно во носењето на конечните одлуки, бидејќи знаеме дека е битно младите да бидат дел од процесот за носење одлуки кои што ги засегаат нив. И токму заради тоа ја направивме и оваа анкета, која што ќе биде достапна целиот месец и може да одговорат младите, може да најдат нашата Facebook и Instagram страна. Едно прашање и буквално тоа прашањето, како би требало да изгледа на училиште кое што се грижи за тебе. Дефинитивно ги напоменуваат релациите со професорите, дека професорите треба да бидат позитивен пример, дека треба да имаат нели соодветни вредности за да може да застанат пред нив и да градат позитивни релации. Понатаму целокупната училишна средина, атмосферата, интеракцијата со училишниот психолог и генерално со педагошките служби дека треба да бидат на повисоко ниво, така што мислам дека состојбите се тие, сега само треба да видиме како може се тоа да го исканализираме во крајен продукт и понатаму носителите на одлуки тоа да го увидат и да го решат. По меѓувреме и училиштата може да се пријавува за процесот на трансформација. Имам отворен повик, до кога е отворен, какви се услови треба да исполнува едно училиште за да може да биде дел од приказнава? Од следната недела го отвараме повикот за 10 училишта од нашата држава кои што сакаат да се вклучат во процес кој што го напоменавте како трансформација, односно училишта кои ќе станат пријатели на менталното здравје на младите. Идејата е дека секој училиште кое што пред се нас е најважно да имаат желба и волја или да бидат дел од процесот, ресурсите секако ќе обезбедуваме ние како организација, а идејата е да се направи стварно целокупна трансформација по однос на прашањето за ментално здравје. Тоа би опфаќало обука на сите класни раководители во училиштето за програмата за ментално здравје, би опфатило обука на млади кои што ќе добијат титула на врснички едукатори, ќе може во наставно да разговарат на теми поврзани со менталното здравје меѓу врсниците, зашто методологијата на врсничка едукација е малце поразлична и младите некако повеќе се отварат за да ги споделуваат предизвиците нели меѓу себе на свој јазик, со слични би кажал предизвици и интереси. И секако и обука на менеджментот, бидејќи дефинитивно треба и менеджментот да биде сензитивен за какви политики и програми се треба да се прават во училиштето. И на крај обука и на училишната заедница, односно како младите да прават што е можно повеќе во наставни активности поврзани со менталното здравје, дали тоа ќе бидат
представи, дали ќе бидат панел дискусии, дали ќе бидат посети нели од експерти кои што ќе разговараат со нив, така што дефинитивно сакаме целокупно да се направи една трансформација за на крај оние училишта кои ќе ги исполнат сите тие критериуми, односно ќе поминат процесот да добијат, да кажам, значка, односно признание за училишта кои што се грижат за младите. Ученици, наставници, но каде се тука родителите? Колку и родителите да ги вклучиме во целиот овој процес? Мислам дека родителите се важна алка во целиот процес, бидејќи дефинитивно голем дел од нели политиките зависат и од нив, односно и они се дел од одлучувачкиот фактор што е најдобро за нивните деца, така што дефинитивно би ги охрабриле и родителите да бидат нели дел од кампањата, да ја подржат и колку што е можно да сватат дека ова е во крајна цел нели да што е можно подобро да допринесеме сите целокупно како заедница за колку што е можно поздрав млад човек да се развие и да излезе од училишните клупи. И тука и веќе ги замолиме и родителите да имаат и повеќе разбирање за своите деца. Многу често да слушаме реченицата во наше време немаше психолошки проблеми, во наше време не се зборуваше за анксиозност и депресија, што ви е па сега вам млади. Ова време е многу поинакво, многу подинамично, пред многу повеќе предизвици сме исправени, затоа треба да говориме гласно за истите, бидејќи носи и последици. Да, дефинитивно е дека немало тогаш предизвици со ментално здравје, туку не биле свесни, ниту пак биле охрабрени да зборуваат. Сега треба да сватиме дека младите сега се охрабрени, дека не е тоа презик или дека е нели нивно преувеличување на работите, туку навистина се реални предизвици на кои што треба да се даде подршка. Да, немаме размазана младина. Многу често нели така. Да, ништо не така се припишува да. реакцијата. Благодарам многу за гостувањето. Благодариме, Филип.